Битолската болница ја чека третата фаза од проектот за реконструкција. По завршувањето на енергетски ефикасната фасада и промената на сите прозори, инвестиција која вредеше 107 милиони денари, пациентите сега ќе чекаат да се санира внатрешноста на објектот. Зидовите, подовите и санитарните чворови во болницата мора да почекаат до наредната година, а вработените се надеваат дека новата влада во новиот буџет ќе најде доволно средства за да Битолската болница конечно заличи на болница. Најпотребно следно да гинекологија, а и во целата болница е внатрешната реконструкција на болницата, која што беше предвидена во третата фаза на минатата влада. Се надеваме дека и ова влада ќе го продолжи тој проект. Значи сега, како што знаете, фасадата прво тоа е се обновено, дограма ПВЦ ставене во сите објекти што ја сочинуваат болницата. Значи внатрешната реконструкција ни е најнеопходна, тоа се однесува значи зидови, подови и санитарните чворови. Тоа е најнеопходно. Ние се надеваме дека во наредната година со новиот буџет дека ќе бидат обезбедени средства да ја направиме таа внатрешна реконструкција. Дека болницата во Битола се наоѓа во катастрофална состојба потврди и директорот Зоран Лазаров, кој на новинарско прашање од 1 до 5 да ја оцени состојбата во болницата рече: 0. Ние од почеток го размислувавме дали да одржиме прес, да видите во каква ситуација е болницата, меѓутоа одлучивме да не се жалиме, да почнеме од таму тоа што затекнувме и со текот на времето да докажеме дека одиме на подобро. Иначе, поќе знаете од мене. Битолската болница пред неколку дена доби донација во опрема, медицински помагала, кревети и постелнина од Шведска во вредност од 300.000 евра. А оваа хуманитарна организација најави дека до крајот на годината уште една донација во вредност од 350.000 евра ќе заврши во оваа здравствена установа.